Тие што се на власт мораат да знаат дека Центар има гордост, дека Центар не може да се купи со пари, со брашно, со зејтин, со јајца и така натаму. Дека Центар не може едноставно да се купи, да се фалсификува преку разни притисоци. Она што сакам особено да го истакнам е дека јас, моето потесно семејство и сега веќе и моето пошироко семејство, стоички, достоинствено ги издржавме сите лаги, сите навреди кои што беа кажани преку медиумите, особено овие последни денови. Целата таа огромна количина на отров која што беше истурена преку медиумите, за мене, за нас од коалицијата, беше всушност за нив контрапродуктивна. Тие што се на власт мораат да знаат дека што повеќе зборуваа лошо за нас, толку повеќе откриваа немоќта, толку повеќе го откриваа стравот, за кој што знаеме дека е оправдан. Бидејќи стравот ќе биде оправдан и тој ќе се види во недела. Јас многу добро знам дека во недела пустец ќе биде пуст. Знам дека тие луѓе ќе бидат во Центар, но знам дека поради тоа граѓаните на Центар уште повеќе ќе излезат масовно на гласање. Дека ако пустец е пуст, гласачките кутии, гласачките места ќе бидат преполни со волјата на граѓаните на Центар. Знам, сигурен сум, убеден сум дека граѓаните на Центар нема да дозволи некој што не само што не живее во нашата општина, во нашиот град, што не живее ниту во нашата држава, да одлучува за иднината на нашата општина, за нашата иднина и за иднината на нашите деца. Сакам да порачам нешто многу сериозно до власта. Ние нема да дозволиме се повтори сценарието од првиот круг. Нема да дозволиме овој пат да ни украдат победата. И сакам тоа јасно да им го кажам на оние кои што спремаат разни сценарија. На крај, сакам се разбира да порачам нешто што е многу битно. Во првиот круг не победи нашата советничка листа. Во првиот круг не победив јас. Во првиот круг победија граѓаните. И убеден сум дека уште помасовно ќе излезат на гласање и ќе ја потврдат својата победа. Ви благодарам уште еднаш и да прославиме заедно во недела.